Опуштањето на рестриктивните мерки има големо влијание врз порастот на бројките на новозаразени од COVID-19, децидни се лекарите. Имунологот Александар Петличковски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека рестриктивни мерки треба да има, бидејќи новиот бран почнувал многу интензивно. Според него, рестрикциите давале резултат, а тоа го покажало искуството од голем број развиени земји. Од она како изгледа ситуацијата, ми се чини дека рестриктивните мерки повеќе даваат резултат, а рестриктивни мерки значат забрана за посетување на, затворени простори, задолжително тестирање на трошок на оној кој не се вакцинирал, потоа лекување во случај на заболување на трошок на оној кој не се вакцинирал. Значи, јас ги оправдувам сите мерки кои што ќе ја зголемат стапката на вакцинација, бидејќи според сите научни докази, вакцинацијата ни е најјасниот излез од кризата. Петличковски признава дека Македонија има проблем со високата смртност од COVID-19, а тоа го правда со недоволно развиениот здравствен систем и лошите услови во здравството. Имаме проблем дефинитивно, смртноста ни е висока споредено со смртноста во развиените европски земји, ама ние не сме развиена европска земја, ние сме неразвиена земја и имаме недоволно развиен здравствен систем. Сигурно дека коморбидитетите, како во цел свет, влијаат на зголемување на шансите и зголемување на смртноста. Дополнително имаме лоши услови во здравствениот систем, веројатно немаме ни доволно капацитети и сите комбинирани елементи доведуваат до ова висока смртност, која пак од друга страна, убаво кажавте, во регионот е слична. Во меѓувреме, и покрај сите апели на стручната фела, Комисијата за заразни болести не препорача воведување на нови рестриктивни мерки за да се спречи нов есенски коронабран. Единствената измена е дека од утре, во затворени простории, угостителски објекти и молови, наместо со една доза вакцина, ќе може да влезат само целосно имунизираните граѓани. Наместо најава за нови мерки, министерот за здравство завчера ги повика граѓаните да бидат дисциплинирани во пресрет на верските и новогодишни празници. Вакви апели надлежните имаа уште откако почна пандемијата, но досега се покажаа како неуспешни. Лекарите пак му порачаа на министерот дека треба веднаш да се затворат ноќните клубови, кои беа отворени помеѓу двата изборни круга.